во црква изгубен. Или беше идејата дали може да бидеме во црква, а сепак да бидеме изгубени. И анализиравме 15-та глава од Евангелието според Лука, и во таа глава имаме колку изгубени луѓе, мислим изгубени нешта, да, затоа што има тука и овци, и паричка, и луѓе. Имавме 4 изгубени. Имавме овцата, која што е изгубена, ама она е свесна дека е изгубена, ама не знае како да се врати дома. После имаме паричката која што е изгубена каде? Дома е изгубена, ама она не е свесна дека е изгубена. И додека не тргне домакинката да ја бара, немаше ни да биде најдена. После имаме изгубениот син кој што е свесен дека е изгубен и знае како да се врати кај Бога. А имаше еден кој што е друг изгубен, ама каде? Дома, цело време бил дома, а изгубен, а тоа е постариот син. И анализиравме таа состојба, што значи да се биде изгубен, а да си дома или во црква. И тоа е најлошата состојба. И тоа го поврзавме со тој лаодикејски синдром, кој што кажува, ти мислиш за себе, дека си Бога, дека ништо не ти треба, дека се е во ред. А таму што вели Исус? А ти не знаеш дека си сиромав и гол и бос за никаде. И тоа, всушност, на некој начин го одразуваше моето искуство. Ви го кажав. Значи, мислиш дека е се во ред, а всушност ништо не е во ред. Од Божја перспектива. Од наша човечка перспектива е се во ред, ама од Божја перспектива ништо не е во ред. И има надеж, значи не е безнадежна ситуацијата. Лаодикејската пораката до Лаодикеја што кажуваше? Вели, биди ревносен и покај се. И купи си, што? Бела облека, маза очи, да може Светиот Дух јасно ти покаже твојата состојба и така натаму. Во контекст на ова, најдов една проповед која што од поодамна имам напишано, поприлично од поодамна, не сум сигурен дали во кавадарстве сум имал или не, ама во тој контекст е. И да сте ја чуле, повторувањето е мајка на знаењето, а да не сте ја чуле, пак имаме корист. Ама во тој контекст како што беше нели претходната. Дали постои можност да ние имаме едно мислење за себе, а Бог не гледа на сосема друг начин? Постои. И тоа е едноставно да грешиме и да сме убедени дека сме во право, а Бог кога ќе погледне гледа сосема друга слика. И ние тоа минатата проповед, тоа всушност и го кажавме, нели? И тоа е всушност Лаодикејската црква, Лаодикејската генерација. Мислиме дека сме исправни, мислиме дека сме богати, дека ништо не ни треба, а Бог вели, кога ќе се погледнеш со мои очи, јас кога ќе погледнам, гледам само бедотија, ништо, катастрофа, ужас. Ужас е. Ова е еден грчки филозоф, Питагора, кој што живеел, нели, таму 6-5 век пред новата ера, и он има дадена една изјава, кој што е позната, кој што вели за сите работи мерило е човекот. Човекот е тој кој што одредува што е право, што е лошо. Тоа е всушност, како да кажам, девиза на денешната генерација, на постмодерната генерација. Нема апсолутно добро, нема апсолутна вистина. Вистината, доброто е релативно. Тоа што е за мене добро не значи дека е за тебе. Така општо размислува цела ова генерација. И кој е тој кој што одредува што е добро, што е лошо, што е вистина, што не е? Јас лично. Ти ќе се одреди за себе, ја ќе се одредам за себе. Ама тоа не е стара, тоа не е нова идеја, таа е стара идеја. Еве ние гледаме, нели, Питагора кажувал дека за сите работи мерило е човекот. Човекот одредува што е добро, што е лошо. Ако ние гледаме во Библијата, Библијата кажува сосема друго. Вели мерило што е добро, што е лошо, што е вистина, што не е вистина, е само Бог. И во Библијата ни дал јасни упатства кои што ни кажуваат што е зло, што е добро, што не е вистина, што е вистина. Ама таа филозофија била присутна и порано, присутна и сега, дека за сите работи мерило е човекот. Јас одредувам што е зло, што е добро. Протагора, кој што живеел подоцна, тој исто така, нели, ја презел таа идеја и тој кажал дека човекот е мерило. Човекот е мерило. Човекот е тој кој што одредува што е добро, што е зло.
Ние кажавме дека за нас Библијата е таа која што сушност е мерило. Ама ако го поврземе со она што претходната проповед зборував за Лаодикејскиот синдром, дали ние понегош се поставуваме како мерило што е добро, што е лошо? Читаме Библијата, понегош свесно или несвесно, ние одредуваме што е зло, а што е добро. И понекогаш, читајќи Библијата, си наоѓаме изговори зошто нешто го правиме или зошто таков став имаме, а зошто не поинаков. А Библијата е кристално јасна. Не само како став, туку и како дело, што и ние едноставно нели го правиме. Еве, например, Ефесјаните 4 глава 29 до 32 стих. Никаков лош збор да не излегува од вашата уста. Библијата многу изречна вели, никаков лош збор да не излегува од вашата уста. Туку само добар, за изградување каде што треба, за да им даде благодат на они што слушаат. И не жалостете го Светиот Дух Божи, со кој сте запечатени за денот на откупувањето. Остранете ја подалеку од вас секоја огорченост, јарост, гнев, викање и хулење, заедно со секоја друга злоба. Бидете еден спрема друг добри и милосредни, проштавајки се еден на друг, како што и Бог ви прости во Христа. Го читаме овој стих. Го пременуваме ли? Многу пати, кога ќе разговарам со некого и кога ќе кажам, нели, никаков лош збор да не излегува, зошто излегуваат? Ама тој да не ми кажеше така, јас тоа немаше да му го кажам, или заслужува тоа да му го кажа. Ако Библијата изречна дека никаков лош збор не треба да излегува, зошто едноставно не донесеме една таков став и да го молиме, да се понизиме пред Господи, да кажеме, Господи, не сакам, едноставно јас сум немокен, не сакам повеќе никаков лош збор да излегува од мојата уста. Оти гледате, ние кога зборуваме за жалостењето на Светиот Дух, ние велиме, нели, кога некој греф упорно го правиме. И тоа е така. Кога правиме упорно, ние го жалостиме Светиот Дух. Ама во кој контекст е ова кажано? Значи, лоши зборови, понатаму вели огорченост, јарост, гнев, викање, хулење. Сите овие работи кога ги правиме, ние кога го жалостиме? Светиот Дух. И покрај тоа што го читаме, знаеме понекогаш да си дадеме одишка на самите себе и да едноставно нели збореме лоши зборови и да се гневиме и огорченост да има и јарост и викање и хулење и некако како уопште да не се замараме дека тоа нешто посебно лошо сме направиле. Па добро се, слаби сме се, што да правиме? Некако како изговор да има. И од друга страна на крајот вели бидете еден спрема друг добри и милосредни, проштавајки се еден на друг. Колку пати едноставно сум сретнал луѓе кои што не знаат да простат, не сакаат да простат. А Библијата вели проштевај си. Проштевајте се еден на друг, како што ви прости и Христос вам. И сега, и покрај тоа што знам, што е тоа што Бог го бара од мене, а јас упорно го правам, кој е тоа што се поставува во мојот живот како мерило, што е добро, што е лошо. Јас лично. Или еве, например, и простени ги нашите долгови, како што ние им ги проштеваме на нашите должници. А понатаму Исус вели, ако им ги простите на луѓето гревовите нивни, и вам ќе ви ги прости вашиот Татко Небесен. Ако пак не им ги простите гревовите на луѓето, и вашиот Татко нема да ви ги прости вашите. И многу е јасно, вели, вашето простување на гревовите зависи од тоа дали вие им ги проштевате лошите нешто што ви ги прават другите луѓе. Зависни се тие меѓусебно тие две работи. Моето простување кон другите и она што Бог треба да ми ги прости. И многу пати сме дискутирале за ова и многу луѓе своето непростување го оправдуваат со одредени причини. И наместо да го прифатиме понизу да кажеме Господ вака збори, ние знаеме едноставно како мерило да се поставиме и да кажеме не, тоа да, у Библијата го пишува, ама ова е правото, ова е вистината. Или, например, исполнети со секаква неправда, лукавство, алчност, злоба, полни со завист, убиства, кавги, измами, злонамерност, озборувачи.
клеветници. И апостол Павле во Римјаните вели, тие и кои ја познаваат прведната одредба Божја, дека оние што вршат такви дела заслужуваат што? Смрт. Сепак не е само што ги вршат, туку се благонаклонети и кон оние што ги вршат. Ајде ова ќе кажеме алчност, злоба, лукавство, и тоа е кај нас присутно, нели, убиство и така натаму. Може би не така, ама зборувавме, нели, на кој начин, ама зборувачи. И се замислите, вели, тие што прават такви дела, заслужуваат смрт. Озборувањето присутно ли е кај нас? Ами ако заслужува смрт, зошто сме толку едноставно склони да озборуваме? И тоа често пати го правдаме, ама не ова зборува, и ни тоа го разговараме, нели, за него да му помогнем. И тука завршува разговорот. Нема онака, нели, да седнам, да отидам, да го опоменам него. Библијата вели, ако имаш нешто против братот, оди него лично кажи му, нема што на другите. Ми имаш право да кажеш некој друг, со која цел? Ако одиш да му кажеш вака и вака тој брат, ајде заедно да одиме, да поразговараме, да му помогнеме на братот. Само во тој случај. И вели, тоа нека остане меѓу вас, нема што другите да го знаат. Ама ние озборуваме, оговараме, нели, кога ќе седнеме, нели, да дискутираме, да разговараме, ние самите себе си ногиме милиони оправданија дека тоа не е грев. Кој се поставува тогаш како мерило? Јас лично се поставувам. А не да земам Божјата реч така вели, и ја не сакам повеќе да зборувам, не сакам лоши зборови да правам, сакам да простам, знам дека е тоа тешко за мене, ама ќе се понизам пред Господи, ќе барам да Бог ми помогне околу тоа. И многу други примери може да земе. Јас лично кога го анализирав мојот, нели, живот, аз многу пати ќе едноставно можам да кажам дека јас сум се поставил како мерило. Има една книга, таа е книгата на судиите, каде што многу јасно покажува како Бог гледа на некој нешто, а како ние гледаме. Вие знаете дека Исус Навин со израелците почнале да освојуваат земјата, израелска, ветената земја. И како ја освојувале малку по малку, така секој племе се населувало на таа територија која што било одредено од Господа. И поминувало време. Во тоа време немало цареви, туку едноставно Бог преку судии владеел со израелскиот народ. Бог бил судијата, Бог бил царот, Бог владеел, нели, со Израел, а судиите биле тука едноставно да им помагаат на луѓето. И многу интересно, кога читаме, нели, во книгата на судиите, ние ќе видиме дека имало периоди кога на вистина израелскиот народ бил го почитувал Господа. Таму пише кога Исус Навин бил се уште жив, таа генерација која што го освоиле ветената земја, стварно му биле верни на Бога. Ама вели, минеа генерација по генерација, некој дури не се ни сеќава што, нели, се случило, затоа што поминало време. И вели, почна едноставно да се свртуваат кон туги богови од околните народи и почна да прават зла дела пред Господа. И Господ вели на другите народи, им допушти да тие едноставно, нели, го поробат израелскиот народ. И вели, кога едноставно го почувствуваат тоа тешко бреме на робство од другите народи, тогаш едноставно, вели, повикаа кон Бога и Бог, вели, ќе им пратеше судија кој што ќе ги избавеше од тој народ. И тогаш израелците ќе сватеа дека тие му грешат на Бога и што правеа? Ќе се покаат, ќе почнат да му служат на Бога исправно, ама тоа траеше некое време. И после, вели, пак ќе се сврте кон други богови и Бог пак им дозволеше на друг народ, нели, да ги пороби и пак ќе повикаа кон него, Бог им пратеше суди, тие ќе го ослободија израелскиот народ. Едно време израелскиот народ пак ќе беше исправен и пак ќе паднеше така, нели, нонстоп поделе горе, доле, горе, доле. И тоа нонстоп се повторувало. И ние кога го читаме во книгата на судиите, тоа едноставно е нонстоп присутно. И Бог нонстоп им праќал судии, како например што бил Самсон, како што имал и многу други суди кои што ги избавувале израелците, нели, од тоа тешко бреме кој што им го наметнувале другите народи. Ама има една реченица која што се повторува како рефрен во таа книга, книгата на судиите. Постојано се повторува.
И еве, ние ќе прочитаме на колку се места во книгата на Судиите таа се спомнува. Вели, тогаш израелевите синови почнаа да прават што е зло во Божите очи и им служеа на Ваалите. Кога читаме нели во овој превод македонскиот, на некои места пишува дека во Божите очи, а на некои места значи поинаку, али всушност кога го читаме нели оригиналот на еврејски, ова фраза се појавува, вели, што е зло во Божите очи. И сега запамтите го тој израз Божите очи. Со други зборови, кога Бог ќе погледнел кон Израел, сето она што го правеле, во неговите очи, што Израел правел? Зло. Вели, тогаш израелевите синови почнаа да прават што е зло во Божите очи. Им служеа на Ваалите. Тоа е во 2.11. Во 3 глава 7 стих вели, израелевите синови правеа што е зло во Божите очи, го заборавија Господа својот Бог, за да им служат на Ваал и Астартите. Во истата глава од 12 стих повторно два пати се спомнува, вели, израелците почнаа пак да прават она што е зло во Господовите очи, затоа Господ му даде на Еглон, Моавскиот цар, сила над Израел, зашто правеа што е зло во Господовите очи. Господ, кога ќе погледнал што правеле израелците, гледал дека правеле зло. Во 4 глава, 1 стих, вели, по смртта на Аот, израелевите синови пак почнаа да прават што е зло во чии очи? Во Божите очи. Во Божите очи правеле зло. 6 глава, 1 стих, вели, пак израелевите синови правеа што е зло во Господовите очи. И Господ ги предаде во раците на мадијамците за 7 години. 10 глава, 6 стих, вели, израелевите синови продолжија да прават зло пред Господовите очи. Им служеа на Ваалите и на Астартите, на арамејските богови, на сидонските богови, на боговите на Моавците и на боговите на филистејците. 13 глава, 1 стих, вели, израелевите синови продолжија да прават зло пред Господовите очи. И Господ ги предаде во рацете на филистејците за 40 години. Кога Господ ги посматрал, кога ги гледал израелците и нивната духовна состојба ја мерал, што гледал тој? Само зло. Само зло. Нема стих кој што вели дека тие правеле добро. Во Господовите очи тие гледале само зло. Господ кога гледал дека израелците правеле зло. А интересно е овој израз, очите како мерило, што е добро, што е зло, се појавуваат и во контекст на тоа како луѓето ги гледаат своите постапки. И еве 3 примери ќе ви кажам. Вие се сеќавате на Самсон и на Далила. Ама Самсон пред Далила имал и други девојки, жени. И знаете ли од кој народ биле? Филистејки. Филистејки. Уште во времето на Мојсеј, Бог на израелците им дава упатство дека израелците треба да земаат за жени од својот род, израелки. Вели, затоа што ако земете од друг народ жени, тие вас едноставно ќе ве принудат да вие им служите на нивните богови. И така вие само на себе проклество ќе се нанесете. Дали бил Бог јасен во однос на тоа? Да, бил јасен. Дали тоа го знаеле израелците? Многу добро го знаеле. Ама ако јас се постам како мерило, тогаш малку поинаку нели ќе гледам работите. Во Судии 14 глава, 3 стих вели, таткото и мајката на Самсон рекоа: зар нема девојки меѓу ќерките на твоето племе и во сиот наш народ, па ти одиш да земеш жена од необрезаните филистејци? Но Самсон му одговори на татка си: ожени ме со неа, зашто таа е вистинската жена за мене во моите очи. Во Божите очи, дали таа била вистинската жена за него? Не, како ни тоа го знаеме. Но основа на тој принцип, тоа правило кој што Бог го дал уште во времето на Мојсеј, кој што требало да важат за сите израелци. Ама во очите на Самсон, таа е вистинската, правата жена. Дури и мајка му и татко му велат, што велат? Сине, па зар нема девојка кај нас? Со други зборови, како да му кажуваат, па чека, па ти зар не се сеќаваш што Господ ни нареди нам
од каде треба да земаме жени. Ама во очите на Самсон, да, исправно. И што прави Самсон? Дали се држи до мерилото кој што Бог го дал, или сами од себе се постава како мерило? Сами од себе. Очите како мерило, неговите очи се мерило што е право, што е не. Таа е вистинската, таа е правата за него, според неговите очи. Има еден друг пример во Библијата, во исто така нели во Судиите, се наоѓа во 17 глава. Таму зборува за Миха. Сеќавате нели на тој случај? Мајка му на Миха имала пари, собирала и едноставно некој ги украл. И она барала, кај се тие пари? И му кажала на Миха и Миха вика, мамо, јас ги земав тие пари. И мајка му шо вели? Јас тие пари ги собирав, ги посветив да направиме идол за Господа. И Миха вика, тие се кај мене. И па ајде тогаш да направиме идол. И тие направиле идол. И вели го ставеле во новата куќа на Миха. И таму едноставно му се клањале на идолот. И покасно доаѓа еден левит и Миха му вели, јас имам идол кој што е посветен на Господа, дали би сакал ти да, бидејќи си од Левиевото племе, левит, дали би ти би сакал да бидеш свештеник? Свештеник да бидеш, значи, да е во мојата куќа, за да може едноставно да направиле начин да го славиме Бога. Интересно, извештајот во 6 стих шо вели? Во тоа време немаше цар во Израел и секој работеше тоа што беше добро во неговите очи. Во контекст на ова што Миха го правил. Дали тоа било исправно во Божите очи? Не, затоа што е многу јасно што Бог кажува. Немој да правиш идол, слика, кип од она што е горе на небото, од она што е доле на земјата и така натаму. Значи, Господ е многу јасен по тоа прашање. Во Божите очи, кога погледал што Миха прави, што Бог видел? Зло. Ама во очите на Миха тоа било? Што било? Добро. Еден стих кој што го немам ставено во оваа презентација, слушайте што кажува. 17 глава од Судии, 13 стих. Миха што вели? Сега знам, рече Миха, дека Господ ќе ми направи добро, Господ ќе ми направи добро, кога имам левит за свештеник. Он таков заклучок си добил. Господ ќе ми направи добро, затоа што имам левит за свештеник. Покасно вели дека изградели и храм, каде што го ставеле тој идол, а овој левит требал да биде свештеник. Дали Бог можел да благослови такво нешто? Не можел. Зошто? Затоа што тука е прекршена многу јасно втората заповед. Немој да правиш кипови, идоли, слики од она што е горе. Ниту Господ не смееме да го, да го представуваме на тој начин. А Миха е убеден дека тоа е правото пред Господа, па дури очекува и благослов од Господа. Зошто? Затоа што не само што му изградил кип, изградил храм, туку и свештеник левит донел тука да го слават Бога на неисправен начин. Дали може да се случи таа дискрепанца и во нашиот живот? Ние да сме толку убедени дека со некои постапки му служиме на Господа, дури дека сме на Негова страна и да очекуваме благослов од Господа и да мислиме дека тоа е исправно и во Божите очи исправно, а ако Господ ќе погледне, Господ само да види дека тоа е едно огромно, големо зло и беззаконие. Постои ли можност? Постои голема можност. Значи, ние читавме како рефрен се повторува тоа и во 17 глава што читавме. Во тоа време немаше цар и секој си правеше тоа што е добро во неговите очи. Ама во Божите очи тоа сето беше зло. Во 19 глава има еден друг случај, кој што пак истата фраза нели се јавува, а тоа е за она наложница на левитот. Постоел еден левит кој што имал за жена земал една наложница
И таа се скарале нешто и таа се налутила и заминала кај таткото. И он за да одоброволи, нели, да ја врати повторно назад, оди кај неговиот дедо во незиниот дом, разговара, нели, со незиниот татко и таткото едноставно вели нема проблем, еве, тука е мојата ќерка, нека се врати. Ама вели, знам дека вие ќе заминете, нема да ве видам толку време, ајде некое време да биете тука. И гозба прават првиот ден, па вториот ден, па третиот ден, и никако едноставно да ги пушти да си одат. И така одело денови со денови, никако да ги пушти. На крајот тој левит кажал, извини дедо, ама мораме да си одиме, а веќе поминало пладне и тие немале шанси за еден ден да се вратат, нели, во својот дом. И тргнале, ако било подоцна, тие тргнале назад, нели, кон својот дом. Ама веќе почнало да заоѓа сонцето, почнало да се смрачува, а тие биле далеко од својот дом, уште многу имале за одење, поминале покрај Евус или Ерусалим, и слугата му кажал, ајде тука едноставно, нели, да преспиеме. Он му кажал, тоа е незнабожечки град, нема да преспиеме тука, ќе одиме понатаму. И веќе дошле близу до Гаваја, веќе во територијата на Венијаминовото племе, градот Гаваја. И веќе било речи си мрак, застанале таму пред портите на градот, за некој да ги прими. И никој од тоа племе, Венијаминово, никој не ги примил. Али имало еден придојденик од Ефремовото племе, кога он се враќал назад, еден пристар човек ги видел нив како седа тука, ги прашал што, како, и ти му објаснили и кажал, ајде ке дојдете кај мене во мојот дом, тука да преспиете. И Библијата вели, дошле, преспиле, дошле кај нив, ги угостил, требале да преспият, утре дента, нели, да заменат. Ама, од Венијаминовото племе, значи ова не е случка што се случила во Содом и во Гомор. Ова се случува каде? Помеѓу израелците. Вели, зли луѓе дојдој, почнаа да тропат на вратите. И вели, знаеме дека имаш гостин, дај ни го да правиме лоши работи со него. И тогаш доаѓа, излегува, нели, домакинот и вели, луѓе, тоа не е добро што едноставно, нели, го сакате. Не, мора да излеземе. Викаме, имам, јас тука е, што? Ќерка, ќе ви ја дадам. И што вели тука? Еве, мојата ќерка е девица, ќе ви ја остапам, правете со неа што е добро во вашите очи. Но на овој човек не правете му беззаконие. Што е добро во вашите очи, на крајот како се завршува приказната? Со тоа што наложницата овој човек левит ја дава и тие злоставуваат. Што било право добро во очите на овие Венијаминови синови? Злосторот во нивните очи бил добар. Во Божите очи какво бил? Ужас, злосторство. И понатаму знаеме како било. Човекот, ние како христијани, често пати знаеме нашите очи да ги ставиме како мерило што е добро, што е зло. И ние да мериме. И покрај тоа што едноставно знаеме многу јасно во Библијата што пишува по одредени нешта. Знаеме како Бог гледа на нештата, ама ние наместо да ги земе Божите очи како мерило или Божјата реч како мерило, ние често пати ги занемаруваме тие принципи и тие правила, заповеди, и ние се поставуваме како мерило. Нашите очи ги поставуваме како мерило што е добро, што е зло. И сега таа игра на зборови, Божји очи, нивни очи, тоа игра на зборови кој што се случува, нели, во книгата на Судиите, еве како завршува. Вие знаете како Самсон завршил, да не повторуваме. Самсон, ние читавме дека кога одлучил да земе филистејка жена, во неговите очи таа била вистинската, така? Што поставил како мерило, што е право, што е лошо Самсон?
Неговите очи, не Божите очи. Како завршува Самсон? Вели, филистејците го фатија, му ги извадија, што? Очите. И го одведоа во Газа, го оковаа со двојни бронзини вереги, да вртеше мелница во темнината. На крајот, како завршува тој кој што нивните очи се мерило? Како Самсон. Во преносна смисла. Како Самсон. Без очи. Со други зборови, Бог упатува, твоите очи беа мерило и тие те одведоа во проклетство. Сега е време да ги извадиме твоите очи, затоа што твоите очи те водат кон беда, кон проклетство. Знаете за оној стих Изреки 16:25, вели, некој пат му се чини прав на човекот, а на крајот води кон смрт. Колку е опасно да ние се поставуваме како мерило што е добро, што е лошо. Колку е опасно да занемариме Божјата реч и Божите принципи и правила и заповеди и покрај тоа што не е многу јасно што Бог бара, ние едноставно да се поставиме како мерило и ние да си кажеме, да, пише во Библијата, ама вака, вака и вака. Иако е Бог многу јасен по тоа прашање. Тоа е многу опасно. И не само книгата на Судиите тоа ни го кажува, туку и многу други стихови. Еве како што го прочитавме овој. Некој пат му се чини прав на човекот. Дури и мисли дека Бог ќе го благослови, ќе го води како тоа што го мислел и Миха, ама вели крајот води кон смрт. Во Изреки 3 глава 5 до 8 Соломон ќе каже: надевај се на Господа со сето свое срце и не се потпирај врз сопствениот разум. Мојот разум не е меродавен да донесе одлука што е право, што не е. Има еден кој што е многу попаметен од мене и тој памет ни го дал во Библијата и не смееме да стапеме ни лево ни десно. Мисли на него на сите своји патишта и тој ќе ги исправи твоите патеки. Не замислувај си дека си мудар. Бој се од Господа и отстранувај се од злото. Тоа ќе биде лек за твоето тело и подкрепа на твоите коски. Шо вели тука? Не се потпире на собствениот разум. Не мисли дека си мудар. А често пати ние сме тие кои што мислиме, се поставуваме и над Господа и некако едноставно се ги водиме работи како што ние мислиме дека е најдобро. Затоа најдобро е Твоето слово е светилка на мојата нога и светлина на мојата патека. Да го читаме тоа што го пише во Библијата. Не само да го читаме, туку да го сватиме онака како што Бог сака да го сватиме, да го разбереме. И строго да се придржуваме до тоа што го пише во Библијата. Често пати, затоа што не сакаме да го прифатиме тоа што го пише во Библијата, ние си бараме своји некои си правила, своји принципи, ги извртуваме Божите зборови. Да, пишува, ама може ови и вака. Не. Тоа што пише во Библијата, тоа е од Господа и нема ни лево ни десно мрдање. Нека Господ ни помогне да стварно Божјата реч ни биде на прво место. Да никогаш не отстапуваме од неа. Нека, како што советот до Лаодикејската црква гласи, тоа нека не биде наше правило. Господи, дај ни маст за нашите очи. Затоа што ние со нашите очи многу погрешно мериме. Дај ни маст да можеме јасно да видиме како што ти ги гледаш нештата. Да нашата духовна состојба се огледаме со твоите очи. Сето тоа што го правиме да го согледаме со твоите очи, дали исправно или не е. И да секогаш да се држиме до тоа што ти го бараш од нас. Амин.